Граѓанското општество се заснова на принципот на кохезија и колаборација и помеѓу единките и помеѓу институциите на системот. Со цел остварување подобра соработка помеѓу граѓаните и институциите во општината, локалната самоуправа на Крива Паланка од 18 до 22 ноември ќе организира денови на идеи. Отворена можност да се направи синергија на идеите кои ги имаат граѓаните во насока на креирање определени проекти и политики. Во 5 дена отвореност на одделението за локален и економски развој при општина Крива Паланка, кривопаланчани ќе имаат можност да доставуваат своји предлози, идеи и проекти кои во понатамошниот период ќе бидат проследени до институциите кои се надлежни. Врз основа на истите, согласно ингеренциите, можностите и финансиските потенцијали на општината и понатаму на надлежните ресорни министерства и државни институции, ќе се направат напори истите да се вметнат во програмите за имплементација и реализација, изјави градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, охрабрувајќи ги паланчани да ги дадат своите предлози, да ги искажат барањата за заеднички општината да се заложи во интерес на населението, што е и цел на секоја власт, рече тој. По втор пат ние како општина организираме денови на идеи. Тоа ќе биде опфатен периодот од 18 до 22 ноември оваа година. Во овој период во одделението за локален економски развој граѓаните на нашата општина може да дојдат да ги дадат своите идеи за она што мислат дека треба ние да направиме, дали во нивната мала, дали за целиот град, дали за некое село, дали за некоја област за која тие сметаат дека не сме обратиле доволно внимание или дека е запоставено или нешто слично, може да дојдат најслободно да не исконтактираат, да дадат своја идеја. Ние како општина и самите сте сведоци дека имаме една доста добра градежна офанзива, дека уредуваме неколку градски улици, дека преуредуваме, дека правиме нешто, но сепак не можеме да знаеме се што им треба на граѓаните. Затоа јас би апелирал и да ни дадат идеи за инфраструктурни проекти, за некој проект за пат на некоја улица каде што сметаат дека треба да се направи. Убаво би било тоа, сите имаат интернет, да ја симнат мапата од Google, да ни ја нацртат да го нацртат оној пат за кој сметаат дека треба да направиме проект да се асфалтира, се со цел да бидеме во координација со граѓаните. Јас повторно ќе кажам, ние не можеме да знаеме се што треба, во која населба, како, што треба, но ова е една убава работа да исконтактираме, да видиме, да ги согледаме потребите на граѓаните, зашто навистина некаде луѓето не можат да знаат, и јас како градоначалник и општинската администрација не може да знаат дека има во некоја населба некој горлив проблем. Ова е еден начин на комуникација меѓу граѓаните и општината, и нас како општинска администрација, и јас како градоначалник. Ние имаме средби со граѓаните, ние имаме средби со сите местни заедници или урбани местни заедници. И од таму добиваме идеи, од таму добиваме што треба да се направи, како треба да се направи. Но ова е уште една можност граѓаните писмено тоа да го направат и да ни кажат. Многу проекти добиени како резултат на идеите на граѓаните досега се реализирани или се во фаза на реализација во општината, нагласи Алексовски. А сите идеи за подобрување на секојдневието, состојбите во општината, сите проекти чија имплементација ќе ги задоволи потребите на определена група население се добре дојдени, потенцираше на крајот Алексовски. Би искажал една голема благодарност и за минатиот пат што граѓаните се одзаа, доста добро се одзаа на целата оваа работа и ни дадоа доста добри идеи кои беа прифатени. Тоа ќе прашав. Тие идеи, добар дел од тие идеи беа прифатени. Можеби повратно на граѓаните тоа не им го кажавме, не им кажавме дека токму вашата идеја е прифатена или нешто слично, но добар дел од тие идеи беа прифатени и беа вградени во нашето работење. Ги охрабрувам граѓаните да ни дадат идеи. Не мора тоа да биде само од инфраструктурно значење, може да биде од културно значење, може да биде и од било какво, но сепак, добар дел од тие идеи јас сум свесен дека ќе бидат дадени кои не се во надлежност на општината Крива Паланка, може би се во надлежност на владата на Република Македонија, но сепак ние или на некое ресорно министерство, но сепак ние и јас како градоначалник имаме контакти со министрите, ќе ја земеме таа работа. Дали во текот на тие 5 дена кога граѓаните претпоставувам во писмен
писмена форма ќе можат да ги достават своите предлози и идеи, ќе има и еден отворен ден, зошто да не, некој пункт каде што ќе можат сите оние кои што ќе минуваат, можеби токму во тој момент ќе сакаат да запишат некоја идеја, немаат можност пак да дојдат одреден друг ден. Па видите, пунктот е општина Крива Паланка, пунктот е одделението за локален економски развој. А друго е кога ќе дојде и ќе му дадат дури и државните службеници ќе им дадат и напастие што е, како е, се однесува за тоа. Да, и како да се формулира. Јас повторно ќе кажам за оние инфраструктурни проекти што ќе ги дават, пожелно е да ги симнат мапата од Google за таа улица, да речеме за таа мала, да исцртаат, да речеме со црвено. Ние предлагаме тука да се направи пат, па ние ќе го разгледаме дали имаме проект, можеби немаме проект, па ќе направиме прво проект, па ќе видиме каде можеме да аплицираме за тој проект, се со цел да ја разубавиме нашата општина, се со цел да им овозможиме на граѓаните полесен пристап или полесна комуникација. Инаку, деновите на идеи се редовна пракса востановена и во владата на Република Македонија, како една од повеќето отворени манифестации кои ги применува владата со цел да се постигне кохезија, соработка меѓу народот и институциите во насока на креирање определени проекти и политики. Во деновите на идеи граѓаните имаат можност директно да им се обратат на премиерот, министрите и нивните соработници, а на локално ниво на градоначалниците и нивните советници со своји идеи и проблеми, а вакви отворени денови досега се одржани во сите градови низ Македонија. Во нашата општина денови на идеи ќе се одржат повторпат.